Почитувани дами и господа, почитувана министерке Петровска, пред вас е предлог закон за измени и дополнување на законот за служба во армијата, кој го донесовме минатата година во јули месец. И во оваа прилика сакам да се заблагодарам на опозицијата која имаше и се уште има коректен и конструктивен став кога е прашање во армијата. Исто така ја користам приликата и на министерката да се заблагодарам на политичката волја која имаше да се донесе тој закон. Но за жал, како и во многу пати досега, изработувачот на законот не се огледа една мала финеса која сега има негативни последици за една мала група на старешини и цивилни лица кои извршувале високи должности во армијата и во цивилниот дел од одбраната. Со конкретното решение сега имаме лица кои биле на високи должности, кои со нивните подчинити, кои заминале во иста година на иста возраст, така да предпоставените сега имаат помала пензија од нивните подчинити или началници на оделенија во војната болница да имаат помала пензија од нивните подчинити. При оперативизацијата на ова решение, при пресметките, тоа се случи. Со предлог на законот сакаме таа неправда да се исправи и со оглед на тоа дека се работи за мала група на лица, нема значителни финансиски последици и затоа го предлагаме законот да се донесе по скратена постапка. Благодарам.